Модел на повисоки субвенции за тутунот по класи, нов закон за тутун и тутунски производи, укинување на евидентните листови, регулирање на производството, прометот и контролата на електронските цигари. Ова како достигнувања во тутунопроизводството го наброи старо новиот министер за земјоделство Љупчо Николовски, кој од денеска повторно седна во министерското столче во земјоделство. Да ја вратиме довербата кај земјоделците, да продолжат крупните проекти, капиталните инвестиции и навистина да продолжиме со грижата за земјоделците. 2017-2019 година сметам дека направивме многу битни работи. Пред се започна после 11 години редовна и навремена исплата на субвенциите кон земјоделците тогаш кога им се потребни. Не пред избори, не за уцени, не за подкупување, туку земјоделците станаа партнер на државата, на министерството, на сите нас и субвенциите започнаа да ги добиваат навремено. Исплативме над 300 милиони евра за останати субвенции од режимот, од Никола Груевски, кој што им ги должеше државата кон земјоделците. Направивме зголемување на субвенциите во претходните години и тоа тутунарите најдобро го знаат, заради тоа што првата работа која што направивме е воведувањето на нов модел на субвенционирање на тутунот, односно воведување на субвенционирање по класи. За прва класа 80, за втора класа 70 и за трета класа и останатите 60 денари. Односно го зголемивме субвенционирањето од 60 на 80 денари, што значи повеќе пари кај тутуно производителите, кај оваа традиционална македонска гранка во која што се ангажирани голем број на наши граѓани. Донесовме нов закон за тутун и направивме многу олеснувања, а треба да продолжиме да ги помагаме и овие семејства и сите останати земјоделци. Земјата ја вративме и започнавме да ја враќаме на вистинските земјоделци. Започнавме со ревизија на тоа како се доделуваа земјоделски земјишта на пратеници, на функционери, на градоначалници, на луѓе блиски до власт. И затоа започнавме политики преку многу огласи и за сточарите, преку многу инвестициски огласи, преку многу повеци и на разни начини да ја вратиме земјиштето кај во вистинските раце, тоа е во кај вистинските земјоделци. На првиот ден од новата функција, која ја напушти за вице-премиерско место, Николовски рече дека ќе продолжи да работи во интерес на земјоделците и развојот на агросекторот. Преку кој што го стабилизиравме секторот и треба да продолжиме во тој правец. Но пред се ги решававме проблемите на земјоделците. Го затекнавме проблемот со повардарија и исплативме и најдовме решение како да бидат исплатени над 2084 лозари. Ја вративме земјата која што 5 години стоеше на обработена во Џумаилија и токму ја поделивме на 100 вистински земјоделци од овчеполието. Имавме сериозни проблеми, но наоѓавме решенија партнерски со работа и на терен. Затоа ќе продолжиме во тој правец, да ги продолжиме позитивните политики, да продолжиме да го модернизираме земјоделството, да креираме советодавен систем во земјоделството, да го модернизираме, да носиме нови инвестиции, да продолжиме со грижа за земјоделците. Николовски и Демковски посочија дека и во наредниот период владата со преку 200 милиони евра годишна вкупна финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе ја продолжи поддршката за развојно и одржливо земјоделство.